Долго време тапкаме во место. Потребно е размрдување. Потребно е движење кој ќе го собере целиот интелектуален и граѓански потенцијал и ќе ги помести работите кон подобро. Ќе не рестартира и ќе ни даде енергија за промени. Доста од големи ветувања, што завршуваат со големи разочарувања. Доволно ни од живење во минатото. Дисциплинирањето на лекарите и раководење на здравствени установи под партиски диктат доведе до страшен молк на интелектуалците, до неводен екзодус на квалитетните стручни кадри, било во приватните здравствени установи, било во странство. Затоа ќе се приклучам и ќе искористиме мојата популарност, под ризики да потрошиме истата, со цел да му дадеме на народот можност да избира, можност да гласа за, а не да гласа против, да види дека постојат и политики, и партии, и движења кои промовираат чиста и слободна мисла. Во ова друштво има борба за идеи, прагматичност и одговорност во носење на одлуките. Затоа ве повикувам, приклучете се, да им дадеме шанса на гласачите да гласаат за личности со интегритет, личности кои ќе бидат чувари на градот, да гласаат, а не да останат дома, да гласаат за, а не да гласаат против. Две партии се наметнаа во Македонија во последниве 30 години, па како пинг-понг ја уништуваат државата. Тоа е оној вистински мотив кој што мислам дека треба да биде нашата идеја водилка. Дека не треба веќе да им се дава доверба на луѓе кои што повеќекратно не измамиле. Предоцна е да велиме има време, има поважни работи. Време е да действуваме сега, веднаш. Нема време за чекање. Часовникот веќе одамно отчукува. Уште пред пандемијата носевме маски. Се сеќавате, нели? Се сеќавате и на тешкиот сив облак кој надвиснува на врз Скопје секоја доцна есен. Мора веднаш да преземеме одговорноста за себе и за своите поколенија, бидејќи ние сме тие која носиме промената. Ова граѓанско движење се залага за социјална правда и солидарност. Човечкиот живот вреди еднакво, без разлика дали е некој богат или сиромав, дали е геј или стрейт, дали е власт или опозиција. Сите сме еднакви, без разлика од каде потекнуваме. Желбата за здрава животна средина не обединува сите. Ние од ЛДП и од ДОМ и многу граѓански активисти одлучивме да се здружиме и да дадеме алтернатива на македонската политичка сцена. Формиравме еден силен граѓански субјект на центарот, кој буди надеж дека и во оваа држава може да се размислува и да се делува различно. Одлучно се отворивме кон граѓанскиот центар, кон интелектуалците, кон младите. Нашата визија како либерално-демократска партија била и останува и во иднина Македонија да ја направиме едно пристојно место за живење. Да започнеме од најважното, од локалната средина, да ги решаваме локалните проблеми на граѓаните, кои што се многу важни за нив. Се здруживме со ДОМ, бидејќи не сакаме урбан хаос, бидејќи заедно не сакаме да дишеме загаден воздух, не сакаме сообраќаен метеж, не сакаме валкани градови и села. Тоа се и желби на нашите граѓани. Ве повикуваме сите да ни се приклучите, заедно да излеземе од маглата и да ги направиме неопходни промените на локално ниво. Преку законски измени, кои ги подготвуваме во Министерството за локална самоуправа, во координација со останатите одговорни министерства, пред се со Министерството за финансии, ќе овозможиме од 2022 година општините да располагаат со повеќе средства и да имаат поголеми ингеренции. Останува да одбереме вистински луѓе, кои овие новини ќе ги спроведуваат и ќе ги искористат да направат убави проекти за граѓаните. Одлучни сме оваа битка за граѓаните да ја водиме заедно до крај. Затоа ве повикувам да ни се приклучите. Нека ни е со среќа ова ново движење. И ДОМ и ЛДП се прогресивни партии кои што делат многу заеднички вредности, јасно профилирани, ние ДОМ како зелена партија, ЛДП како либерал-демократска, и секогаш
фокусирани во своето делување да го бранат интересот и потребите на граѓаните. Советниците, советничките, градоначалниците треба да бидат чувари на градовите, чувари на селата. Тие мора да го чуваат јавниот интерес, за да не биде загрозен од личниот интерес на некои поединци пред се заради некои бизнис интереси. Мора да го чуваат јавниот простор од висококлетниците кои секојдневно никнат на разни простори ширум големите градови во државата. Многу работа за идните градоначалници, советници, но луѓето со интегритет, луѓето кои што се честни и посветени, јас длабоко верувам дека она што го ветуваат, тоа и ќе го остварат. И доколку здружени заедно настапиме, успехот е неминовен. Да си овозможиме квалитетен живот, здрав живот во своите градови и во своите села, при тоа се разбира обезбедувајќи и економска благосостојба.